годината на најголемата сила во Република Македонија, ВМРО ДПМН. Дозволете на самиот почеток да поздрав и успешна работа од председателот на ВМРО ДПМН и на владата на Република Македонија Никола Груевски. Нашиот стил на работа на документите секоја година се среќаваме со вас со намера прво да кажеме што работиме, во која насока работиме, како ја реализираме програмата, да слушнеме од вас што вие мислите дека работиме во делот на реализација на проектите што ги ветиле, со кои што излегле пред вас граѓаните на општина Илинден или на било која општина во Република Македонија. И тоа е за нас како свето писмо. Она што е вклучено во програмата за работа на владата и на локалната власт е нешто што е ветено кон граѓаните и мора да се реализира како така. Тој стил на работа верувам дека стана добро препознатлив и на некој начин воспоставивме нови стандарди за однесувањето на политичарите во Република Македонија. Порано пред 2006 година беше вообичаено политичарот да се појави на говорница, да вети кули и градови, да каже неколку сладки зборови, а воопично политичарите нели повеќето добро зборуваат или се изгласуваат да зборуваат. И потоа, пошто нигде го нема тоа во ниједна програма, по некое време ќе заборави на народот, ќе ги изгласаат, ќе заборави на граѓаните, ќе заборави на ветувањата и така натаму ќе се го истера мандатот. Ние воспоставивме други стандарди, направивме една сериозна програма со која што излеговме пред вас и која што содржи илјадници проекти, конкретни проекти со конкретни рокови за реализација, институција што е надлежна да ја реализира програмата и проектот и финансиски средства како извор на тие финансиски средства. Таа програма беше резултат не само на канцелариско работење или обмислување од страна на мал број на лица, напротив беше програма што извираше од граѓаните, од народот, од средби со граѓаните, каде што разговаравме и ги слушнавме проблемите на граѓаните и беше изработена професионално со учество на експерти од сите области, со контакти со бизнес заедницата и со сите оние на кои што се однесуваат тие проекти. И таа програма е за нас водилка во сите овие години, по која што работиме и која што ја реализираме со цел да го подобриме животот на граѓаните во Република Македонија. За жал, нашите политички конкуренти останаа на истото ниво на кое што беа и од до 2006 година. Деновиве сме сведоци каде што лидерот на опозицијата, но и други членови на раководството на СДСМ одат по градовите низ Република Македонија или по општините и секој си кажува што ќе му текне во моментот зависно од инспирацијата. Така еден ден Заев вели ќе направиме минимална плата, тоа го кажа, да биде 450 евра. Следниот ден Радмила Шекеринска отиде во Крушево и вели минималната плата ќе биде 10.000 денари. Меѓу 450 евра и 10.000 денари е голема разликата, така да тешко е да се свати кого да слушаме и кој што предлага. И такви случаи на различни предлози за иста работа имаше и во однос на други идеи и други проекти. Тоа покажува една несериозност или недоволна обмисленост на идеите и на проектите, која што со други зборови пак значи дека се тотално нереални и нема да се реализираат. Така да лицитираат кој повеќе да му се допадне на народот или да купи повеќе гласови, меѓутоа не кажуваат нити од каде ќе се обезбедат средства, нити кој ќе го реализира тоа, нити колку средства се потребни. Така, например, имаше еден проект кој што излегува дека на граѓаните ќе им врателе 15% од ДДВ-то на секоја сметка. И кажа Заев дека тоа ќе чини 120-130 милиони евра годишно. Меѓутоа не кажа од каде ќе се обезбедат тие 120-130 милиони евра. Предпоставуваме дека мисли дека толку ќе се зголемат приходите на буџетот ако граѓаните нели бараат сметки. И тоа можеби ќе се погоди така една година. Но што ако не е така? Голема е веројатноста наместо 120 или 130 милиони евра повисоки приходи да има 60 милиони евра или 50 или 80. Што со остатокот до 120 или до 130 колку што со закон ќе биде ветено
на граѓаните да им се врати. Тоа значи дека ќе недостасуваат во буџетот 40, 50, 60, можеби 80 милиони евра. И тоа значи дека ќе нема еден месец да се исплатат пензии, или ќе нема да се исплатат субвенции за земјоделците, или ќе нема плати за наставниците и полицајците, или ќе нема реализација на некои патишта и други работи што се финансираат од буџетот. Тоа е она што ние го кажуваме, дека не може да се предлага нешто без да кажеш колку чини, од каде ќе ги обезбедиш средствата и врз база на кои податоци си дошол до тој проект. И да го ставиш тоа на крај на краишта на хартија, во еден сериозен документ кој што утре ќе ти биде исто така и обврска, бидејќи кога граѓаните ќе го видат на хартија, после година дена кога ќе дојдеш во општина Илинден, ќе ти речат: ти, Зоран Ставрески или овој, оној, вети вака и вака и го имаш тоа во програмата, дали го реализира или не го реализира. А вака излези на говорница, кажи нешто, другиот од СДСМ друго кажува, третиот трето, и испадна им требаат уште 3 буџети за сите идеи нивни да ги реализираат. Ама лесно е кога си во опозиција, нели, да лицитираш и да ветуваш кули и градови. Во пракса, кога имаа можност да ги прават тие работи, ништо не направија. Сега на земјоделците им ветуваат првично, ако се сеќавате, како не критикуваа за тоа што почнавме субвенции да даваме за земјоделството. Дојде време сега, двојно повеќе ќе давале субвенции од ВМРО ДПМН. Замислете, некој што 0 субвенции дал, или да не бидам непрецизен, дал 5 милиони евра во сите години на нивно владење, сега одеднаш ќе даде 200 милиони евра или можеби 300, ако е двојно повеќе, пошто ние ќе дотераме следната година до 140 милиони евра и 2015 веќе 150 милиони евра годишно. Значи ВМРО ДПМН во овие 7 години има околу 600 милиони евра субвенции исплатено, заедно со овогодинешните. СДСМ има 5 милиони евра. И сега тие ветуваат дупло повеќе ќе дават. Кој може да верува на тоа? Или пак на пензионерите, ќе им ја зголемеле пензијата, замислете. Во времето кога имаа шанса да работат на тоа, ако се сеќаваат добро пензионерите, а сигурен сум добро се сеќаваат и никој што не им го простија, ја намалија пензијата за 8%. И не само што ја намалија за 8%, туку и сплаќаа на рат. Прва група овој месец, па втората група негде до 20 следниот месец, па третата група таму до 10 наредниот месец и на крајот една пензија помалку во годината. Ние рековме, во програмата ставивме, пензионерите ќе добијат точно покачување по години. Првата година толку, втората толку, третата толку. Вкупно имаме покачување на пензиите во сите овие години за 50%. Точно е дека и трошоци на живот растат во овој период, ама раста и во времето на СДСМ. Тогаш трошоците за живот растеа, док пензиите стагнираа или беа намалени. Што значи во реални големини уште повеќе се намалуваа пензиите. Помалку можеше да купиш со пензијата, бидејќи растеше инфлацијата, а пензијата беше иста или помала од порано. Сега барем со ова покачување на пензиите, колку толку се заштитува животниот стандард на пензионерите, имајќи предвид дека се работи за категорија на граѓани кои што во поминале работниот век честно го одработиле тоа и на крајот треба државата да направи она што може за нив. Значи, набројав неколку примери каде што очигледно дека некои луѓе во политиката во Република Македонија не ја научија лекцијата од минатото. А таа лекција од минатото вели: не можеш во континуитет да лажеш и да мислиш дека во континуитет некој ќе ти верува. Можеш еднаш некого да излажеш, ама вториот пат ќе ти рече: извини, ти вети вака, ама не направи така. По нивото на политичка култура кај граѓаните денеска во 2013 година е многу повисок отколку можеби пред 20 години кога станавме самостојна држава. Кога можеше Црвенковски да се шета и да се појавува и да ветува и ништо после тоа да не исполнува. Сега граѓаните бараат отчетност, бараат да дојдеш со сериозна програма, со пресметани проекти, со изработени проекти околу тоа како ќе обезбедиш финансиски средства, колку чинат, кој ќе биде задолжен за реализацијата, во кој рок ќе се реализира и утре ќе те прашаат како нас што со право не прашувате. Докај сте со овој проект, докај сте со овој проект. И следниот пат на база на тоа ќе одлучат за кого да го дадат гласот. Така да, почитувани граѓани на Илинден, на општина Илинден, верувам дека и понатака вие ќе ја покажете својата мудрост, како и досега што ја покажувавте, каде што не им верувате и немој да им верувате на политичарите на зборовите, верувајте само на делата. Кој што направил за вас кога имал шанса да направи. И врз таа оценка, врз база на такво размислување, дајте го својот глас. Ако сметате дека ние ги почитуваме ветувањата
дека сме направиле оно што сме ставиле во програмата, дека сме ги исполниле проектите за кои што сте ни дале доверба, гласајте пак за нас. Ако мислите пак дека СДСМ е таа опција, секако тие што мислат така имаат право и можност да гласаат за СДСМ, но фактот дека 7 пати поред довербата на граѓаните ја добива оваа политичка гарнитура на ВМРО ДПМН и коалицијата покажува дека граѓаните се помудри од колку сите политичари заедно. Би сакал исто така да потенцирам дека буџетот за 2014 година, кој што е во собранието, како и буџетот за оваа година, ќе донесе повисок економски развој, подобри економски времиња за Република Македонија. Минатата година, ако се сеќавате, кога беше буџетот во собранието, опозицијата правеше многу обструкции, да не ги спомнувам сите тие немили настани, но главното што беше, нивната реторика беше, ако се усвои буџетот таков како што го предложила ВМРО ДПМН и коалицијата и владата, значи ќе има банкрот, нема да се исплатат пензии, субвенциите нема да ги добијат земјоделците, ќе крахира Македонија, грчка сценарио и слично. Се сеќавате добро на реториката на пратениците од опозицијата. Еве поминаа 10 месеци, во текот на годинава се донесе буџетот како што се донесе. И со тој буџет Република Македонија, македонската економија успеа да оствари 4ти најдобар резултат во Европа. Во овие изминати месеци економскиот раст на Република Македонија од 3,4% е 4ти најдобар резултат во Европа. Има само 3 земји во Европа и тие се на главно на подобра географска локација, северно од нас, повеќето имаат повисок раст. 27 земји во Европа имаат понизок економски раст од ние што оствари. Дали се оствари крахот на економијата, дали пензионерите не ги добиваат редовно пензиите, или дали не им се покачија пензиите, како што ветивме 5%, март месец 2013 ќе се покачат пензиите, така и направи.